Добар ден, почитувана публика, и добродојдовте во 66-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секојаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска ќе продолжиме со анализа на интервјуто на Љупчо Георгиевски кај Васко Ефтов. Бидејќи сега мина изборите во Македонија, те прашам дали сакаш нешто да коментираш околу изборите? Не, што ја коментирале, очекувани резултати, ќе бидат повторно дворски игри, задкулисни игри за мандат, за формирана влада. Што да коментираме? Веќе видено. Горет. Да одиме веднаш со Она што треба да одиме, да. Пред да започнеме да ве подсетиме да се зачленувате на нашиот YouTube канал, тоа е Macedonian Information Center, еве сега сме дури до 150 членови. Целта ни е да стасаме до 1000, затоа што со 1000 ќе имаме малку повеќе флексибилност во однос на тоа што можеме да го работиме на нашиот канал. Тука можете ги најдете претходните делови на оваа анализа со Љупчо Георгиевски. Претходно имавме и анализа на таа хроника на Билјана Секуловска со Фрчковски во однос на лустрацијата, и тоа ќе биде нешто што ќе продолжиме сега во емисиите што следат, бидејќи таа продолжува со нејзините лаги, ние мораме да одиме да ги контрираме истите лаги. Меѓутоа, да одиме сега со тоа што ни е зацртано за денеска, а тоа е интервјуто на Љупчо Георгиевски. Одиме со неговата изјава. Кои се бореле за таа самостојна Македонија. Клучен ли е тој Кичевски конгрес? Во претходната емисија нешто начнавме, тоа е емисијата пред 10 години или она историска, дека вие сте размислувале во еден момент да поднесете оставка, меѓутоа се предомислувате. Го отварате прашањето на Тодор Александров Ванчо Михајлов на Кичевскиот конгрес и носите одлука да може во иднина да коалицирате со албанска политичка партија. Тоа се три столба кои ги поставувате и после 98 година веќе доаѓате на власт. Да, ама не се така врзани, знаете. Мојата идеја за оставка беше, значи после председателските избори која беа 94-та година, која беше Љубише Георгиевски. Да, кој бойкотирате? Да, Љубише Георгиевски одеднаш пораснаа многу апетитите и тој почна една акција за моја замена. И во една таква ситуација, кога сватив дека он почнува нешто да прави моменти, јас тоаш кажав тај дел, ако сакате, јас ќе се повлечам. Меѓутоа, тука добив едногласна подршка од сите. Значи немаше подршка. Ама тоа не беше баш на конгресот, тоа беше малку пред конгресот. Значи малку пред конгресот. Значи пред конгресот, да. А сега прагмата што ја донесовме, Значи тука станува збор за периодот 94-95 година. Ова е периодот кога впрочем и завршува твоето така активно учество во збедувањата на ВМРО. Значи тука кулминира, да речеме, твоето учество. Ти, како што веќе зборувавме на претходните емисии, ги финансираше тие избори, како и изборите претходно, меѓутоа во овие избори беше како малку посериозен. Да, посериозен финансиер. Целата плакатите за кандидатите, за пратеници, целиот материјал, флаери и се друго, материјалите за кандидатот за председател за Љубише Георгиевски, озвучувањето, бините, патувањата низ градовите, се беше покривано. Сега, тука се зборува околу Љубише Георгиевски, а Љубише Георгиевски исто така стана председателски кандидат во немала рака поради твоја интервенција. Да. Затоа сакам да проговорам за ова, бидејќи јас сум можеби најверодостојниот сведок и јас немам што да калкулирам, бидејќи мојата позиција била таква, да сум имал ниту тогаш сум имал интерес, ниту сега. Така да, за мене основен интерес е вистината. Љупчо, од позиција на тогаш е председател на партија, си има своји зошто треба да каже некои работи, да не ги каже до крај, да ги испреварти. Така да сите, ова сакам да им малку да им појаснам на нашите гледачи, дека секогаш треба да има доза на резерва кога ќе слушаат сведочења
посебно зборувам за тој период денеска, овие сведочења кои ги слушаме во овие од 90-та година па навака, од актерите на случувањата, сега слушаме еден куп манипулации кои ќе споредиме што зборувале, што правеле, тогаш јасно ни е дека тие денеска си ја прилагодуваат истината кон овој актуелен миг. Да, па секој си ја кажува својата приказна како нему му одговара. И сега овие постмодернистите и еден наш стар пријател од Куманово многу милува да каже дека секој си ја кажува својата вистина. Има само една вистина. Има само една вистина. Секој си ја кажува својата приказна. Секој продава она што сака да го продаде. Така е. Сега значи тука сите посебно овие што учествувале, сите кои што имаат нешто што ќе добијат или изгубат од тоа како ќе бидат перцептирани за нивната улога, нормално дека ќе бараат начин таа приказна да ја прилагодат во своја корист. Да. И сега, што тука е спорно со ова што говори? Да почнеме од почеток. Лјупчо ја прифати да биде кандидат Љубиша Георгиевски на партијата ВМРО-ДПМН на сугестија од мене. Дали беше Љубиша пред тоа, дали беше активен политички, дали имаше амбиции политички тој? Тој беше во МАК пред тоа, но како се растири МАК, тој се тргна и беше формира еден форум за човекови права, за демократија, така рекол си викаш. Сега нема да ме веќе сум заборавил, тој форум не беше многу активен, но Љубиша како представник на МАК учествуваше во дебатите на пред првите парламентарни избори. И јас тогаш имав можност да го запознам Љубиша Георгиевски, да го видам дека човекот е изборен интелект, иако е режисер, знае да се сајде во се, тој ја бранеше економската програма на МАК. И има еден куриозитет за таа случка. Тој ја натера Гордана Силјановска да плаче, се расплака на дебатата Гордана Силјановска. Затоа што Љубиша, иако не е економист, успе да ја демаскира нейната важна економска програма која тие ја прават за просперитет на Македонија. А тогаш Силјановска Давкова беше ли на ВМРО-ДПМН представник? Да, на ВМРО. Тогаш беше на реформските сили за Југославија. Мислам дека беше во партијата на Андов. Тоа е реформска снага за Југославија. После се прекрстија тие за... сега, кога му предложи на Љупчо, јас претходно еден разговор со потоа разбрав дека бил соработник на УДБА, инаку псевдонимот му е Римљанин, човек кој се дружише многу со мене кога почна плурализмот во Македонија, и онака правевме муавет неврзан кај мене во ресторанот, зборов за политика, тој беше кандидат на првите избори 90-та година на Лига за демократија. А 94-та беше на ВМРО-ДПМН? Да, на ВМРО-ДПМН беше кандидат. И правиме му за преседател. Тој нешто таква цел да разговара со мене. Кога ги врати после филмовите назад. И дојдевме, кој е добар, и јас викам, нешто, она што сум го гледал од настапи, од негова елоквентност, политичка подготвеност, потоа Љубиша издаде две книги. Една книга издаде 91 или 92 година, во која опиша начин како ќе владее СДС. И еве, тоа го имаме до ден денеска. Дека ќе ги користи албанците да обезбедува секојаш мнозинство во собранијата. И тоа е, жалам, книгата ја дадов на некој во Куманово и никојаш не ми ја врати. И ја немам, тоа е многу вредна книга која треба да се прочита. Бидејќи јас тогаш таа книга ја прочитав, ми стана јасно дека има човек кој навистина предвидува, не пожарот го гаси, него превенира да нема пожар. Да. Што беа ретки луѓе во Македонија со таква визија. Да, интересно е што тој и на кампањата
председателска што се водеше 94 година, многу од работите кои што се случија во годините Да, што ги- проследија, тој ги прогнозираше. Прогнозираш. И ајде, викам, добро, па ајде направиме вака, еве, ќе го побараме сега Љубиша по телефон, ќе се представам кој сум. И што сакаме да разговараме, ако е расположен, ќе појде ти или некој друг ќе пратиме со моја кола да го земе и да дојде. Ако е слободен. И така се случи. Му се по телефон, најдевме во именик телефон, ски број му се така и така. Увека сум расположен да дојдем и дојде Љубиша, тоа беше нашиот прв контакт во живо. Разговаравме неколку часа. Секој миг од разговорот ми потврдуваше дека тој е висенски политичар од голем калибар, човек кој може да ја води Македонија без проблем. Да ја представува во светот, да се избори за углед на Македонија. Говореше неколку јазика, што е за тие. И после тоа отидов кај не само јас, него беа уште двајца со мене кога разговаравме со Љупчо за да биде Љубиша кандидат. Едниот е римјанин, тај што беше. И вториот е еден мој истака голем ВМРО-вец, кога не можам уште да го најдам во досието, бидејќи тие страници ги нема во досието. Така да ова Љупчо за да се потсети кога дал согласност и дека има сведоци на таа согласност, а таа ги споменувам тие двајца, ако треба ќе ги обзнам и имињата, кој ќе даде време. Љупчо без поговор, добро, вика, нема проблем. Дали Љубиша да, викам, Љубиша прифати, разговаравме со него, така и така, и вика, добро. Тогаш е се во ред. Тој ќе биде наш кандидат. Ова беше 93 година, не 94 година, значи скоро 8-9 месеци, ако не и 10 месеци пред да се одржат изборите. Значи, ова не е во очи на изборите. Изборите таа година беа во Во октомври. септември или во октомври. Септември, октомври, така некој беа. Ова беше 93-та, доцната есен 90-та година. Така да и затоа Љубиша Георгиевски беше избран за кандидат на конвенцијата. на конвенцијата. И сега почнам после тоа со Љубиша имавме почести контакти. Бидејќи контактиравме нормално. Љубиша, ете, ние сме тие кои предложили да биде за кандидат. Му пренесо дека Љупчо прифатил без збор, се кога се стана, мислам, после тоа со Љупчо почна да контактираат почесто и немаше никакви проблеми. На конвенцијата се случи еден така имаше избор на имаше уште двајца луѓе на кои им беа ветени од Доста Димовски и Борис Мејковски дека ќе бидат номинирани за кандидат. Дека ќе бидат избрани на конвенцијата. Тоа беше номинацијата е била ветена на повеќе Да. души. Симон Дракул и Димитар Димитров, Димитар Димитров на министерот таткото. таткото. Симон Дракул беше исто така уметнички работник некој. Беше писател. Да. Мислам, за него ми е жал што беше излажан човекот. Дека бидејќи ако знаеше, тој немаше проблем да, барем по што тој немаше проблем да учествува во конвенцијата. Затоа што за да биде конвенцијата вистинска, да не биде Љубиша еден кандидат и готово, него да за Димитров се соблевам дека и прифатил да учествува како и Борис Стојменов беше кандидат на тие. Тој свесно знаеше дека нема да помине. Но овие двајца беа излажени. Зашто сум сигурен за Димитров, откако заврши конвенцијата, се сретавме во унизарна сала веќе конвенцијата и тие стоја со Радка и ми да се видим, да ми дигна рака и скоро ќе плачеше како тоа јас можев да ги изгубам, да изгубам конвенцијата. Јас бев со мајка ти, не сакав
се воздржав да викам добро како па мене ми вети е сигурно дека јас ќе бидам избран. И тогаш ми светна дека човекот е. Значи, ти викам, уште само фалеше да му потече солзите. Такво му беше и ако да му кажев јас дека Дубиша бил предлог, мислам дека ќе му убиеш со поглед. Е сега одиме понатака. Заврши изборите кои што завршија. Јас и Љубиша веднаш после кога заврши вториот круг на кога заврши вториот круг, после протестите, заминавме за Украина, но ти се вратам на тоа. Има една многу битна работа дека помеѓу двата круга. Каде почнува судрот помеѓу Љубиша и Доста. И тоа е судрот на Љубиша и УДБА. Бидејќи се прави Доста го наговара Љупчо да одат помеѓу двата изборни круга во Бугарија. Љубиша се спротивставува на таквиот план, но преовладува Доста и Љупчо оди со Доста на сега, дали се сеќаваш, дали е ова одење пред да се донесе одлуката за бојкот на вториот круг? Бојкотот се одлучи вечерта после првиот круг, вечерта беше донесена одлуката за бојкот. И беше се чиста работа, се знаеше дека изборите ќе се бојкотираат, нема ништо тука спорно. Исто да беше се донесе одлука дека ќе се бојкотираат изборите. Дека нема се на втор круг. Бидејќи она прогласување на Глигоров за председател со тежок фалсификат, немаше, на сите ни стана јасно дека ќе добие ВМРО 20 на пратеника, ќе добие Гошев 10 на 15 и тие ќе бидат тие пратеници на ВМРО, тие што ќе беа на Гошев ќе се вратеа во СДС. ВМРО ќе служише како декор само за да даде легитимитет на сите одлуки кои ќе ги носи собранието после тоа, после тие избори. Бидејќи после тие избори се случи менувањето на знамето, времената спогодба со Грција, сите битни работи кои беа закон за приватизацијата. Тогаш, впрочем, се отвори на универзитетот во Речица. Да. Сите тие беа работи кои што Љубиша ги прогнозираше за време на кампањата. Впрочем, тоа беше неговиот одговор на таа кампања, беше еве што ќе се случи во идниве години доколку повторно Глигоров стане председател и СДС остане на власт. И затоа Љубиша имаше 140.000 неважнички ливчиња во првиот круг. 140.000. И бидејќи имав прилика да видам какви беа неважнички ливчиња, ситуацијата се повтори сега на нови избори. Во член 110 од изборниот закон стои јасно, ако е изразена волјата на гласачот за окружување на на кандидатот, неважничко лиште е само она на кое ќе има заокружени повеќе кандидати. Се друго е важничко, значи изразена заокружен избран еден кандидат. Тогаш некој ќе ставил црта на гласачкото ливче, беше неважничко. Црта не кај кандидати, на ливчето. Кажеме пенкалото да го провери дали работи. Да, тоа ливче е неважничко. Случајот со сега, зошто не ги дозволи да се видат 30.000 неважнички ливчиња? Била прецртана северна. Ливчето е важничко. Бидејќи е заокружен еден кандидат. Законот е многу јасен. Јас не разбирам како можеше комисијата со 20 членови од избрани од ВМРО да помане, председател и таа уште една таму беше правничка, не знам што беше. Јас слушав кога му зборуваш за овие избори сега. За овие избори кога разговараше, кога му реплицираше на Бачев
и како објаснуваше со жената или што е девојка, не знам, јас не би ја пуштил. Добре, да се вратиме на ова, значи И сега се знаеше дека да се один и доста задењето во Бугарија. инсистира да одат со Лјупчо заедно во Бугарија. Љубиша реагираше жестоко и тука почнува судрот помеѓу Доста и Љубиша. Тоа е судрот помеѓу Љубиша, помеѓу ВМРО и ДПМН и Љубиша. Значи помеѓу Лјупчо и Љубиша. Не, Љупчо не, Љупчо уште нема врз. Тој се приклонува кон Доста, сметајќи дека ќе се тргне од едноставно од притисоци од новинари, од еден друг трет, ваljda да ја промени одлуката, може би за тоа. Не знам, за тоа никад некогаш не сум разговарал со Љупчо и не можам да кажам. Но таа посета, тоа ден за Бугарија, јас сум напишал тоа уште 99 година, дека имаше за цел да му даде на СДС и на коалиција, тоаш како беше коалиција за Македонија, Сојуз за Македонија. Сојуз за Македонија, да им даде можност да еве, видиш, бугарската партија отиде во Бугарија да се советува. Да. Тоа одење го ја намали посетеноста на митингот кој беше одржан после вториот круг, кога се заврши изборите, заедно со Гошев и ВМРО ДПМН на Гошев го правиа тој митинг. Тогаш беа Љупчо во ова интервју кај Ефтов ги избеша малку термините, па говори дека 97 биле снайперистите на собранието и на во Трговски 94-та. Заборави да каже дека во собранието беше гардата на војската беше во собранието и затоа се донесе одлука да се прекинат, тој убаво зборува се тоа дека зошто прекинат митингот, да не се, бидејќи целта беше да, но не го кажат до крај. Љупчо споменува во ова интервју, тоа ќе го дискутираме повторно, дека ги упатил демонстрантите код Слободниот храм, што е точно, ама договорот беше да влезе една група од протестантите и тука да се отпочне штрајк. Во собранието. Не во собранието, во Слободниот храм. Но во Слободниот храм беше полн со специјалци. Значи собранието полни со специјалци, со војска. Да. Во собранието беше војска, во Слободниот храм беше полиција. Значи некој снайперисти по крововите. По крововите. Значи некој од врвот на партијата, од луѓето кои го знаеле планот до крај, целиот план го дал на Удба и затоа не се влезе во Слободниот храм. Тур сега да те прашам пред да продолжиме околу ова одење во Бугарија. Да. Која би била сврхата или која би била придобивката на партијата ВМРО ДПМН да оди на советување во Бугарија токму во тој период, особено ако знаеме дека во тој период партијата била обработувана од службата, нејзините членови и симпатизери биле обработувани на основа дека се соработници со бугарските служби, а ете имаме во партијата ВМРО ДПМН имаме една група на овие бивши безбедњаци, меѓу кои е и Александар Диневски, за кој што ќе треба да зборуваме. Значи, има една група која што треба да има некакви си врски со службата, па за такви работи да пренесува и да се варкаат од такви работи. Која би била придобивката на таа партија да оди во... Придобивка има само СДС од таа одење во Бугарија. ВМРО ДПМН има само губиток. И најубаво се виде посетеноста не беше доволно посетен митингот. Се очекуваше дека сигурно ќе има преку 150 до 200.000 луѓе. Така да тоа одење кој сака нека зборува сега дека не е така или не е точно 100%, бидејќи јас знам како автобусите
јас ги платив во Куманово. Не можевме да ги наполниме автобусите од Куманово. Така да, затоа многу работи луѓето не сакаат да ги кажат до крај. Сега, кога во тие денови после вториот круг на избори, кај Љубиша, тогаш веднаш после вториот круг на избори со Љубиша одиме за Украина. Да се сакаше Љубиша да се тргне малку од тука, да не биде веќе тука, и 10 дена бевме во Одеса со Љубиша. Јас по службена работа и тој да ми прави друштво. Во тие 10 дена прво имаме возење со траект од Варна до Иличовски пристаниште во Одеса, која трае 12 часа. Муабет колку сакаш, седиш во кабина. Никогаш Љубиша, никогаш пред мене. Сега морам таму во тие 10 дена цело време сме заедно. Го односам кај што состанал се кај што Милош секогаш бил со мене. И значи сме јас со кола бев, колата беше на траект, таму со моја кола бевме. Така да секогаш беше со мене. Еднаш ке ми кажеше дека има аспирации да стане председател, да го сруши Љупче. Еднаш, бидејќи не верувам дека немал доверба во мене. Па, токму ако спремал нешто такво би одел преку тебе. Јасно. Значи да соберам некои луѓе да направам, бидејќи ако немал доверба во мене, тој 99 година кога се договоривме да поднесе независна кандидатура, тој се консултираше со мене. Да. За да спасиме партијата. Ама повторно и тоа беше да не се сруши Љупче. Туку, тој како од позиција на, ако биде избран за председател, да влие на растурање на криминалот кој почна да цвета во ВМРО, во партијата и во власта, во таа влада. Влијанието, да го намали влијанието на ДА на Тупурковски на компанијата. Тоа беше планот. Значи, не може никој, а не Љупчо, било кој, да ме убедува дека Љубиша имала аспирации да го сруши. Од кај се сега приказките дека во период после тие избори Љубиша добива покана, мислеше да оди за Австралија. Го канат нашите иселеници и кога веќе се спакувани куферите, треба Љубиша да оди на аеродром, стасува дека му ја откажа на посетата. Љубиша беше изненаден и од таквиот однос, но и во тие разговори тогаш ми кажа една многу интересна работа. Дека кај него во стан дошол, му се најавил Александар Диновски дека ќе дојде кај него, да разговараат. И Љубиша сепак бил, затоа викам, човекот се извореден ум и интелект, многу го приметил Диневски дека има кај него пишчен апарат. И Диневски му признал дека доаѓа по налог на Змејковски за да испровоцира, да обезбеди доказан материјал дека Љубиша е против Љупчо. За да ги оддалечи. Да го оддалечи, така да го повторно Љупчо да остане во кругот кој го има околу него од 90 години. Значи да нема влијание од нови луѓе. Кога излезе фокус со овој мој текст, по игра на случај се сетавме со Диневски. Тој ден, кога беше излезен весникот, Тоа мора да поигра на случај. да, сега јас
По игра на случај се сретнавме во трговски центар и Диневски беше воодушевен што се го напишал тоа. Браво, вика. Еве ти мој телефон. Јас со Диневски до тука што нема контакт. Еве ти мој телефон дома и ми даде уште еден број во штабот, не знам каде. Не знам чиј телефон, сега не сеќавам. Да ми се јавиш, да ти објаснам уште повеќе работи. Викам, нема проблем. Али вика, за ова секоја често си го објавил ова. Ова е 100% вистина. Потоа кога години потоа, сега малку ќе направиме дигресија, кога дојде на форумот да дискутира Диневски, кога ја објавив неговата Неговиот памфлет Расколот во ВМРО ДПМН документирана историја, на кој најлетав случајно го сочував. Тогаш беше 2001 беше објавен, кога се спремаше конечната растурање на ВМРО ДПМН, беше објавен на интернет и јас го симнав и го сочував. Среќно налетав на него, на тој материјал и отворив дискусија на форумот Коте 2010 година за тој памфлет. И се вклучи Диневски во дискусија како Александров и тогаш демантираше дека бил со присуствен апарат кај Љубиша. Што не е точно. И сега пак да се вратиме. Значи, за тој период тврдам дека Љубиша немал намера да го руши Љупчо. Значи 90, 95, 96 година. Добро, значи сега ти сугерираш дека впрочем ова не е некој директен напад врз Љупчо Георгиевски, повеќе е напад врз неговото обкружување. Во суштина ти велиш дека Љупчо Георгиевски бил обкружен од една група на луѓе кои што го држеле во изолација и тој поради тоа едноставно има едно нереално гледање на некои работи од тој период. Да, еден пример. Во суштина тоа им успеа зашто 99-та година кога ВМРО ДПМН можеше и ги доби претседателските избори, не беше кандидиран квалитетниот Љубиша Георгиевски, туку еден носач на вода. Да, што се случи, сум еден многу дека тоа обкружување околу Љупчо бркаше се. Јас немав никакви политички аспирации. И на моја иницијатива разговарав со Љупчо. Тогаш кога разговарав, кај мене дома беа Билјана Лазаревска Петеричката со нејниот сопруг Зоран Лазаревски. Тога телефонски разговор и кога го дава предлогот да основа ВМРО ДПМН да основа вестник, неделник и дека јас сум спремен да го финансирам. Кога почна да излегува вестникот, таа група која и пречеше било какво, како да кажам, обкружување Љупчо со независни луѓе. Јас немав интерес да слушам никој што ќе ми каже, бидејќи не се гребев, доста треба да ме предложи, да ме подржи, да станам пратеник или измејко да ми помогне за нешто или овде. Немав никаква потреба и затоа доста Коле Мангов направија се да ме избрка да не го финансирам глас. Имаше еден состанок, јас ги имам писмото, записникот од тој состанок, дека беше пуштен глас, дека јас од тоа што го издавам глас ќе правам многу пари. А печатиш гласило во 12.500 тираж. Нова Македонија печаташе во тираж од 500 броја, 1000 броја во тоа време. Пулс во 500. Значи, целта беше прво да видат финансиски, да кажат, го пукна, не може да го издржува вестникот, ќе го згаснеме. Бидејќи јас
прво ни забрани Нова Македонија не сакаше да го печати. Првата страница, веќе доста бараше да биде во колор, во неколку бои колор, страницата ја печатавме во Прешево. Внатрешниот дел црно-бел ја печатаме во приватна печатница во Куманово. Видиш, човекот немаше за преклапање, за спојување на вестникот, тоа се го правевме на рака. 12.500 броја. Никој од партијата не сакаше да го разнесува вестникот. Јас со мој кола го разнесувам из Македонија. Значи, обструкции се правеа на секој чекор. Потоа, бидејќи видоа од Нова Македонија дека сме нашле решение, прифатија да го печатат. Иако по неколку пати поскапа цена него што беше цената, бидејќи немаше друга печатница, ајде века ќе го печатиме тука, ќе ги користиме нивните киосци. И уште 3 броја излегува, или 4 броја после тоа, и тогаш сватија дека јас ќе истрајам во намерата да излегува бројот. И тогаш свикаа состанок на кој да направиме договор, парите од приходот, да. Јас реков, јас правам само загуби на овој вестник. Но нема проблем. Ќе направиме договор и направивме договор. Јас бев лично повреден со еден таков однос, бидејќи никој не ме праша. Плачени беа новинарите, работените, значи печатењето и новинаните ги плаќав. Мислам дека по 105, не беа некои суми еднорно големи, но 3-4 души имаше за вработени, тоа се 500-600 марки, 800 марки, сега не се сеќавам точно колку. Сега никој не прашуваше дали се продава вестникот. Броевите кои беа однесени по штабовите, никој не ги делел барем без пари на членовите, не за пари. Значи, обструкција кон вестникот 100%. Јас не се мешав во уредувачка политика, ништо не сакав да сугерирам и да правам. Затоа, кога Лупчо тогаш не реагираш, мене ми стана јасно полека дека нешто се случува, но се тргнав. Јас не сакав да во тој период да бидам, да се гледам многу со Лупчо, да влијам во партијата. Бркав мистис. Се до тога почна веќе да се подготвуваат изборите 90-та година, да се прават напори, и тогаш, ајде викам, ќе отвоиме нешто повеќе пари за партијата, правевме планови некои со Далаверски, да ги избуткаме тие избори со финансиски подготвени пари, со се, и повторно после тоа јас пак се тргнам од партијата. Ова само што бев со Љубиша контактиравме. Во февруари таа година доживеав инфаркт. Тоа сега да го заокружиме околу Љубиша, само уште едно. Има уште една работа битна. Повели. Да, значи околу Љубиша конкретно. Да. Значи ти викаш немал Љубиша аспирации да биде лидер, меѓутоа ете тој бил политички активен веќе уште од 90-та година, па се накани и тоа глатко да биде кандидат за председател. Да. Па потоа 99-та година се кандидираше, обиде да се кандидира како независен кандидат. Тоа и потоа беше вклучен и во формирањето на таа партија ВМРО, вистинска ВМРО немаше првото името е ВМРО. Вистинска и на крај стана и амбасадор, а потоа беше и председател на собрание. Значи имал некои амбиции. Сега да те молам да ги објасниш овие работи. Амбиции нормално. Јас не реков дека тој немал амбиции. Да. Но во МАК не се понуди да стане председател. Не се бореше за председател. Значи, зошто Љубиша реши да се кандидира, да оди како независен кандидат 99-та година? Повторно разговаравме јас и тој и
бидејќи тој она што го работеше Кумановската група, тој даваше силна поддршка. Оние петиции праќање на Љупчо, на сите министри, на сите тела во партијата, дека водат погрешна политика кадровска, дека ќе има проблеми. Сето тоа Љубиша го следеше, знаеше, сме контактирале во тоа време. И затоа Љубиша, кога се ме покани да дојдам во Охрид, тој беше во Охрид, ја заминав за Охрид, во летото 99-та, пред да почнат, почетокот на летото пред да почнат собирање на потписи било што, и тој да разговараме за неговата, дали можеме да се организира да се собере потписи, да иде како независен кандидат, и бидејќи ова што го правиме ние во Куманово е многу убава работа за да почне разбивање на тој веќе криминал кој беше воочли во партијата. Една криминогена структура ги зафати сите пори од партијата. И на основа на тоа, јас му реков нема проблем, мислам дека идејата ти е одлична и дека треба ќе бараме да се подржи идејата. И потоа тој имал средба со Стоименов, додека бил таму. Всушност, Љубиша отишол во Лазарополе и таму дошло Стоименов. Од Лазарополе е мајка му или татко му, не знам сега точно. Сум заборавил. И таму отишол некој ден, таму одика него Стоименов и разговараат на оваа тема и Стоименов му дава исто така поддршка. Сега има туку уште една многу битна работа. Кога се обзнанува ова дека ќе внатре во Стоименов пренесува на онаа група која ја смени Љупчо, се знаеш дека ќе ги менува Кјусев, Димитров, Боев, не знам што кој беше. Што е интелектуални, не беше интелектуални. Тие министри што беа во владата, да. Како крстија тоа, совет интелектуалци. Ама потоа стана, да, но ова беше, сите беа има министерски места во владата на Љупчо. А тие беа совет на интелектуалци пред пред тој потоа изборите и потоа меѓутоа тоа беше таа група која што се смени. И тие беше договор да се сретнеме сите заедно кај Љубиша во станот. И да договориме да дојдат тие. И јас кога дојдов во станот, Љубиша вика ги нема никој, вика не дојде. Иако е договорено, стана јасно дека веќе почнуваат големите игри. Почна собирањето на потписи. Групата, што наводно беше на Змејковски во Кумановската група, прва почна да ги обструира изборите и да оди по луѓе да не се потпишуваат. Интересно беше, сега малку ќе се навратам тука, кога ја обзнани својата кандидатура Љубиша Георгиевски, тогаш јас бев заедно со снимателите и екипата од телевизијата Крт. Да. На таа пресконференција. Ние бевме една од само, мислам, две екипи кои што дојдоа. Да. Немаше, апсолутно никој не сакаше да дојде, да ја обзнани веста. Да. И ептен, мислам дека телевизијата Крт, тие беа ВМРО-вска телевизија, меѓутоа мислам дека беше повеќе ради блискоста со нас. Да, и затоа што тие беа во групата, на Кумановската група. Да. И затоа тие сакаа веста да... Значи, потоа, бидејќи во времето на собирањето потписи почна мајка му на Љубиша Георгиевски, тој прекина веќе со акцијата за собирање потписи, иако ни беше јасно дека многу тешко ќе собере 10.000 потписи. Да, многу рано се виде дека нема да биде. Обструкцијата беше... Да. Да, се сеќавам точно кога почна, дури и кај нас да доаѓаат во кафаната, токму тие змековистите и да агитираат против. Да, против. Ќе растори партијата. Иако и кога се договаравме дека ќе му дадеме поддршка на Љубиша, и тие беа за. Потоа помеѓу двата изборни круга за председателски избори,
уште тогаш, тоа беа меѓу последните денови на интелектуално крило на министрите, ми се јави Љубиша дека не поканил мене Љубиша Стојменов кај него во кабинет во Министерството за финансии да разговараме што после. Бидејќи Борис Трајковски е кандидат, ќе победи сигурно на избори, што после се прави. Отидовме со Љубиша, седнахме, муавет и Борис Стојменов почна да инсистира да правиме партија. Јас реков дека партијата не е решение, бидејќи имавме можност да собереме потписи. Нова партија значи растурање на цепење на ВМРО ДПМН, што не е поента, што не треба да се прави. Но Љубиша беше на слично мислење, но ајде оставивме и Стојменов направи една нова комбинација. Ќе направи да се прави унија на демократски сили. Тој веќе разговарал со Гошев, со Павле Трајанов кој имаше идеја да формира партија. Наводно разговарал и со Марјановиќ да се вклучи и тој во таа унија на демократски сили. Имавме 2-3 средби во канцелариите на Стојменов со Павле Трајанов. Мислам дека дојде еднаш Гошев, Марјановиќ не дојде ни еднаш и свативме дека и од таа унија нема ништо. Дека тоа е само некој пробен балон се пуштало да се одвлече внимание, да се добие на време. И тогаш ајде, Стојменов, да формираме партија. Ајде да видиме што ќе биде тоа, да го видиме тоа чудо. Како ќе оди. Љубиша го смисли името беше многу интересно и многу. Беше само ВМРО. Вистинска македонска реформска опција. Опција, да. И сега ВМРО, крај. Тука нема додавки, нема придавки. Напиша таму што треба се напише некоја програма Љубиша. И одеднаш се појавија заинтересирани Змејковски и неговата дружина. Дојдоа кај мене во ресторанот во Куманово, Љубиша, Змејковски и уште неколку таму луѓе. Јас бев фрапиран од, бидејќи јас јавно напишав пред тоа во текстовите 99 година дека тој и доста Димовска работа против ВМРО ДПМН и не има такавга расколот е фингирана работа. Сега ја изфрламе доста од игра како или Змејко кога ќе ги сврлиме по тоа време, едниот ќе остане резервна варијанта кога ќе притреба повторно ќе дојде како спасител на партијата. И тоа се случи тогаш. И би стана јасно дека тоа што го напишал е тоа. И сега после тој текст Змејко дојде се да договараме за партија. Да, е смешно беше што текстот излезе таму јули-август. Значи ова е недела 2-3 така, после. многу брзо после тоа. Да. И беше стана јасно дека ми стана јасно дека нешто и уште тука се придодаде после тоа јас прекинав да контактирам, да одам, но многу често немаше многу чести видувања, но повторно уште не беше дефинирана како ќе биде и што ќе биде. И ми се јави еден мој роднина, пријател, јас сум кум, роднина по таа врска, да појдам кај него во Скопје да еден човек сака да се види со мене. Отидов, кога гледа човек, кога го поздравам, тој ми го представи дека ова е Љупчо Црвенковски, Иво Црвенковски многу. Викам, татко на Бранко Црвенковски. За да ме... Ја се поздрави, драго ми е. Сепак човекот барал да се види. Јас сум расположен секој да разговарам.
Сега што кај таткото на Бранко Црвенковски што има со тебе? Ти си веќе еден мал стопанственик во тоа време, кафанџија Да, веќе. да. Што мајка тој има, ти нити си чул за човекот, што мајка бара тој има, што мајка бара тој со тебе состанок да прави? И па, разбрав веднаш, многу брзо. Тие знаеа комплетно дека се прави партија, дека веќе бидејќи во нашата група команска беше пратеникот Ненад. Ненад Ристовски. И според Ненад и Александар Талевски бил расположен, ќе прифатил да јас со Талевски никош не сум разговарал, ова е она што ми го пренел Ненад Ристовски. Така да ова Александар Талевски беше исто така пратеник? пратеник да. Од ВМРО. Од ВМРО. Така да ова со резерва. Дали е било така или не било така, јас не можам да гарантирам. И дека тоа се пратеници кои сигурно ќе поминат во новата партија во ВМРО. И тоа беше јас од тука, од тој разговор со татото на Љупчо, бидејќи на Бранко Љупчо, бидејќи ми посочи дека да, ако успеете да обезбедите доволно пратеници, да го слушаме Љупчо, Бранко, син ми е спремен да Стојменов да биде премиер на владата. Јас бев фрапиран. И затоа од тука право кај Стојменов. Отидов. Тој имаш таму канцеларија некај по улица Македонија, тука беа на една попрешна улица. Седнавме, викам, добро, така и така. Јас веднаш му кажам. Ти кажа, викам, денеска разговарав со таткото на Бранко Црвенковски. Ова е неговата порака. А па вика, да, нема проблем да има. Можеш да му кажеш дека јас ќе купам доволно пратеници. Јас веќе немав коментар. Крај. Сега зборуваме за Правите вистинска македонска реформска опција. да, со која ќе да го исчистиме ВМРО од Криминалот во кој значи тоа да криминалот да за партијата да ја купување на пратеници. Јас за Куманово веќе реков нема, моја нога нема да стапне. А само при разговорот му реков дека на таткото на Црвенковски дека нема проблем. Но за да продолжиме да разговараме, да го праша Бранко да каже неколку работи, ги напишал, сега да не ги споменувам. И више повеќе ни Љупчо, татко му на Црвенковски, не интервенираше преку пријател да се видиме. Преку мојот роднина, мојот комашин. Така да веднаш со Љубиша разговаравме, ден по телефон или се видовме за разговорот со Стојменов и двајцата тргнавме од тоа формирана партија. Си го презедоа Змејковски, Стојменов и ја туркан натаму се случија работите, сите знаат како. Значи Љубиша ни тогаш немал желба, можеше да влезе во играта. Да, со откажа тој ќе влезеше во игра со Стојменов, ќе купуваат пратеници и тој ќе биде председател на партијата. Така ли? Да. Партија која што ете со купување пратеници, но друго можеше веднаш да стане фактор политички. Како не? Ако И впрочем и таа и стана до некоја па мерка. како не беше стана, Да. му даде подршка на владата на Црвенковски. Таа беше добија неколку места, мислам нешто во одбрана беше некој. Да. Така да ако беше Стојменов премиер. Тоа ќе беше голема работа. Да. Така да. Така, тука се тие Љупчо им даде уствари, јас пошто остана на владата, Љупчо му даде на Змејковски место потоа. Да. Прими во коалиција, ги му треба да. Тоа е. И сега Љубиша повторно ќе
Нека повели Љупчо да се не разговараме кога сака. Нека ме погледне во очи да ми каже дека Љубиша имал намера да го сруши. Покоен е човекот. Јас не го бранам, немам интерес да го бранам. Но вистината треба да се знае. И треба да се почитува вистината. Да не им лепиме на луѓето она што не се и што не сакале да го направат. Да. Единствено, ако некој разговор во 4 очи меѓу Љубиша и Љупчо, па тогаш јас и Љупчо сигурно има некои докази дека тој разговор бил така. Да. Па секако дека нема човек што е безгрешен и таков е и Љубиша Георгиевски. Ама сите се ние грешни луѓе. За него ние општо имаме позитивно мнение, посебно поради овие работи кои што ги наведуваш. Тука имаме искуство со него, тој како македонски интелектуалец, да не забораваме, и Васлав Хавел беше некаков режисер, писател. Така, значи од таа фела може да произлезе некој баш таков лидер кој што може многу да заврши за држава како Македонија. И од такви причини тој правеше сценски изведби кои што исто така ја афирмира македонската култура. И во таа смисла имаме позитивно мислење за него. Секако дека си има тој мани како човек, има направено грешки како и сите што имаме направено грешки, меѓутоа она што е важно тука е како што викаш ти да се во контекстот кој што го коментираме да се изнесе правдата и вистината да се изнесе. Тука е уште едно интересно прашање. Ако Љупчо знаел дека Љубиша работела да го турне од председателско место на Кичевскиот конгрес, не, значи тоа е 4 години пред 99 година. Зошто тогаш го именуваше за амбасадор во Софија. Владата на Љупчо го именуваше Љубиша за амбасадор во Софија. Зошто? Нека даде одговор на тоа прашање Љупчо. Нема да каже, абе знаеш, ми го наметнаа други, не. Да, па тука се проникнува еден тренд во сето ова што го зборува Љупчо. Ми го наметна овие ова што го дискутиравме, држане под некакво стаклено звоно или под некакво влијание на некоја група на луѓе. Она што се провлекува како некој заклучок е дека впрочем едно е дека лидерите, и тоа е вистина во сите случаи, дека лидерите се безизлезно тие се во некаква изолација, обкружени од својот кабинет. Друга поголема работа тука е што Љупчо е бил премногу млад во тие години и се уште му се познава, еве, и тој ден денес не е созреан човек. Тој нема да созре никош. Нема да созре, бидејќи во тие формативни години тој живеел така, одбрал да живее во стакленото звоно на доста змејко и на ред други луѓе. И зошто? За да тој сега, после 20 години, може да каже... Јас сум видовен. Една проста работа. За сите работи што се случуваат околу мене, посебно околу партијата, за бугарска амбасада, тој знаеше од прв ден. Да. Знаеше дека службата бара човек кого ќе го врбува, кој е близок на партијата, да го работи шверсот на цигари. Уште во времето додека ВМРО ДПМН не е на власт. Но тоа е друга емисија, бидејќи тој споменува во емисијава, тоа ќе го работиме во дека го негира она што јас го говорам, не сака да ме спомене по име, но дека атентатот на Григоров е исклучиво врзан за шверцот. Јас тоа го тврдам. И ден денес, тоа се сигурни единствена мотив да се обиде да се направи атентат на Григоров е затоа што Григоров сака да го прекине шверцот на цигари. Но тоа ќе биде дискусија во следните емисии. Дали има уште нешто околу ова прашање околу Љубиша Георгиевски и неговите апетити? Нема. Значи мислам дека сега е добар момент да ја заклучиме оваа емисија. Единствено би сакал, ако нешто ги интересира нашиот гледач, да испод каналот има дискусија на YouTube, нека стават коментари, ќе им одговориме. Да. Што не им е јасно, што не сум бил докрај јасен или
некое дивно сознание кое јас го немам, да го издискутираме, да видиме што е вистината. Може би јас некаде нешто не сум видел, не сум слушнал. Да, ете, може и така. За сега ќе ви се заблагодариме за вашето внимание. Ќе ве замолиме да се зачленувате на нашиот YouTube канал, да ги споделувате нашите видеа по разни социјални мрежи, па дури и мануално со вашите емајлови, да ги лајкувате нашите видеа и да останете и понатаму со нас во оваа наша битка да ја осознаеме и распространиме вистината за Македонија, затоа што само вистината е она што ќе нас ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.